и отварам имейл и као има имейл. И отварам и пиша као congratulations и мислам дека не ни стигнав да го дочитам, само као затворив и се сеќавам моите беа некаде искочени, само сестра ми беше као отидов кај сестра ми викам као да као и тоа беше као после тоа ми е као влегов, влегов и као вриштење и скокање. Се сеќавам дека еден ден ми даде шефот испринтан лист од имейл и само пишуваше као треба да купиш ваков чај, мед, вакво кафе, да има леле заборам цевки за пиење, салфетки, не знам што и го гледам листот и викам добро кој доаѓа што да и тана и како што гледам викам чекај да имам и пошто цел испринтам викам као дај да го прочитам цел имейл и пишува као ова е за Селин. И викам кој може да е Селин? И после тоа ми рекоа да потпишам она што се вика NDA, тоа е како non-disclosure agreement, значи да си кјутам дека уствари во студиото на смена кога бев јас дое Селин Дион да снима во студиото. Така да ја виде? Не ја видов. Не знам, мајка ти испрала овде и мирисаш на еден начин и одиш таму и сега го нема тој детергент, го нема тој корнфлекс пример, одиш и не знаеш од 30 млека кое е млекото што треба да го купиш. Па ова има чуден вкус. Намерата така, затоа што намерата можеби ти е јас сакам да направам пари. И ворете тоа, така? Меѓутоа исто така треба да се земе дека се што правиме мора да ја земеме одговорноста што доаѓа со тоа. Сега, јас направив пари, ама од другата страна дадов можеби лош пример за младите. И сега на краткорочен рок ти си во добивка зашто си направил парите е супер, меѓутоа нашата култура, следните генерации се загрозени на сметка на тоа. Едноставно се надевам дека со тоа што го правам, можеби јас сум промената или разликата во сето ова и се надевам дека можеби сега во овој момент улогата е само да оставиш нешто што те го инспирира следниот што ќе направи вистинската промена или како и да е. Здраво на сите, јас сум Михаела Трајковска, вие гледате подкаст да се. Со мене во студиото е Драги Иванов, млад музичар, артист и продуцент. Здраво. Здраво. Како си? Одлично, како си ти? Супер. Како ти се допаѓа нашето студио? Супера. Баш е топло. Сакам да те прашам, да почнеме одма со муавет. Од кога почна да се бавиш со музика и кога ти се роди љубовта кон музиката? Да, мислам дека тоа е многу тешко прашање заради тоа што официјално сум почнал да свирам гитара на 12 години. Ама ми се чини дека што доста време пред тоа веќе сум бил навлезан во музика на некој начин, сум вадел тенџериња, сум тропал по дома, сум вадел шишиња да свирам на шишиња, сум пел гласно во кола и слично, така да тешко е да се каже, ама ако мора да се стави официјален датум или година кога сум почнал, на мој 12 години во 2006 година. Имаш некој музичар во семејството или ти си прв музичар? Музичар од мислам дека имам некои далечни роднини што се занимаваат со музика. Музичар како таков музичар, инаку вујко ми како мал се сеќавам имавме пијано дома, знаеше да свири, сестра ми исто така одеше на пијано часови. Меѓутоа само јас сум да кажеме по професија музичар. Да, ама си имам некаква допирна точка со музиката. Да. Како реагираат твоите кога им кажа, пошто си учел во Орце и си бил математички смер, и има очекувања да станеш, не знам, програмер или нешто такво, или као знаеја дека или знаеја дека си, не знам, посветен на музиката и дека сакаш да се бавиш со тоа. Да, мислам дека беа по-строги кога требаше да се одлучи каде ќе се оди во средно, затоа што свирам од основно. Меѓутоа, кога дојде време за факултет, искрено мислам дека да беше било кој друг факултет од Беркли, најверојатно ќе требаше да се борам за да го правам ова што го правам, инаку да, затоа што беше Беркли, мислам дека и они беа многу
отворени за целата идеја. Како реагира кога им кажа прв пат дека сакам да одам на Беркли, кога имаше позитивни критики, ти веруваа дека можеш да влезеш, дека може да си примен? Па да, мислам дека тоа некако одеше постепено, повеќе од колку да биде како денес сега сум на Беркли или одам на Беркли. Повеќе беше од аспект на тоа, сакаш да пробаш, да видиме дали можеш, затоа што има доста чекари, прво има аудиција, па дали ќе те примат, па паралелно со средно и со моето школување во Орцан или сето тоа, јас активно се занимавам со музика, мислам дека секоја друга минута што ја имав достапна надвор од моите обврски со школа и со се беше посветена на музика, така да најверојатно има до самиот крај некој можеби очекување дека можеби би завршил како музичар. И мислам дека постепено им доаѓаше информацијата дека драги ќе се занимава со музика. Така да не се прашувам дали тоа го одговара прашањето, ама да, и ме интересира како одеше процесот, пошто мислам имам слушано кој кажуваше дека имало неколку делови, имало интервју, имало интересни прашања на интервјуто, па дали памтиш некој од прашањата, така што ти направила малце да се подзамислиш дали сакам да сум ваму и зашо сакам да сум ваму. Да, вака прво нешто што се сеќам дека тогаш најмногу ме мачеше, кој мислам дека прашањето беше како се гледаш себе си за 10 години од сега, сум како многу клишено. Поима немам, затоа што само што завршувам средно и доволно ми е што ќе правам следно во животот. Камо ли да мислам што би правил за 10 години, тогаш на 18-19 години, 10 години се многу далеко. Ама и многу непредвидливо општо и по компанија која сакаш да влезеш на работа, многу клише прашање и не можеш да го одговориш реално точно, пошто не знам, пред короната да ме прашаа што сакав да бидев, ја никош немаше да ми текне дека може да има корона и после тоа да ми се измести цел живот и да стигнам до овде, као тоа било пред, да речем, 5 години, никош не би се замислила дека сега ќе седам ќе водам подкаст. Да, мислам дека може да имаш можеби погенерални замисли за тоа како сакаш животот да ти изгледа, ама ова ќе го правам и многу е тешко, мислам многу е поголемо од нас, за да може да бидеме сигурни дека баш тоа ќе го правиме. И што им кажа? Но не се сеќам. Многу време помина од тогаш. Не знам, најверојатно дека ќе работам музика и тоа е. Да. Дека можеби тогаш сонот ми беше по-конкретно дека би бил во Лос Анџелес и би работел таму. Така да. Го памтиш денот кој ја добили као апрувал дека си примен? Кој му кажа прва? Раскажи ми од денот, како те изгледаш? Да. Интересното беше што беше недела и викам недела најверојатно затворени се ќе ми пратат понеделник најверојатно, затоа што пишуваше дека одговорите стигнува до 31 март. 31 март беше, ова е 31 март 2013. И се сеќавам, викам, се сомневам дека би ми пратиле денес, ама дај да видам. И отварам имейл и има имейл. И отварам и пиша congratulations. И мислам дека не ни стигнав да го дочитам, само кога затворив и се сеќам моите беа некаде искочени, само сестра ми беше и кога отидов кај сестра ми викам и тоа беше, после тоа ми е влегов, влегов и вриштење, скокање, гушкање. Знаеш, уште имаш возбудата која избориш за тоа, уште ти света очите исто. Најверојатно те враќа во времето, не знам, пошто е голем чеко реално. Има уште некој македонец што студирал таму? Па да, мислам ретки сме луѓето што сме били, ама во моја генерација уште буквално мој другар од бенд Бене Мулчев бевме заедно, влеговме заедно и иста генерација сме. Имаш уште знам дека му помогнав на Јаков Наумовски откако се вратив. Има неколку луѓе што ми имаат пишано да ме прашаат за да им помогнам на некој начин како знам и умеам да можат и они да аплицираат и да си ја пробаат среќата на крајот од денот. Јаков само што заврши сега една година во Лос Анџелес ќе работи таму, така да со среќа Јаков. И така имаше исто Коста Хаџикојчев што е некој
некоја генерација покасно од мене, така да 1-2 години сме разлика. Се погодивме Мартина Блажевска од Охрид исто беше таму во тој период. Се погодив, мислам дека они се генерација со Коста. Нормално Тони Гитановски по старата генерација и Илија Пеовски. Така да, има луѓе. Добро, ма сепак не си бил таму сам, значи си бил со некој другар од овде, од Македонија и може тоа ти напред да ти биде полесно за адаптација која стигна таму? Мислам дека колку и да мислиш дека затоа што имаш некој, пак се чувствуваш пак се чувствуваш сам и цел свет ти се менува и почнуваш од почеток, така да, и мислам дека и некако патиштата ни се раздвоја во тој момент. Препоставувам им тоа дека сепак е голема тежина, ти прво самиот пробуваш да се задржиш и да се снајдеш во цел нов систем и свет и буквално како некој рестарт да ти прави на животот. Така да некако и малци патиштата ни се разидоа и да, во глобала мислам и да имаш некој таму пак е пак е удар на некој начин, да. Да, најверојатно и не знам, може и стиловите и работите на кои што сте сакале да се фокусирате од која сте стигнале таму. Да. Биле поразлични. Кој ти беше најголем културен шок кој стигна таму? Се имало многу сигурно, ама нешто како Ептен, онака што е многу поразлично од кај нас. Што знам дали е ама мислам дека е вајда целокупниот шок од аспект на тоа дека не знам, мајка ти испрала овде и мирисаш на еден начин и одиш таму и сега го нема тој детергент, го нема тој корнфлекс, пример, одиш и не знаеш од 30 млека кое е млекото што треба да го купиш, па ова има чуден вкус, па после тоа има и тоа беше за момент се чувствуваш дека ти се губи идентитетот или имаш криза на идентитетот затоа што си као чека кој сум јас, па ја вака ми мирисале лиштата или што ти ја знам. И после некој време, од кога ќе се смириш манца, после тоа размислиш, викаш као, да, као на другиот крај од светот сум, различни се продуктите и слично, ама и не можам да го имам тоа што го имам дома, ама од друга страна можам да си одберам да си направам нешто што мене ми се допаѓа овде. И тогаш почна да се менуваат работите. Па тоа моментот некако носталгијата чувствуваш од цело време те влече назад, многу го идолизираш минатото. Мене ми е секогаш така кога патувам во странство, кога многу ми фали дома, пошто го идолизирам место кое едве чекам да се вратам, да ги видам моите, кога и се враќам, ја пошто сум од Тетово и во Тетово кога ќе се вратам, па не ми е исто како што сум го замислила, одма ме лупа реалити чек во моите сониште, мојата замисла многу поинтересно од тоа што стварно се дешава таму. Да, мислам дека има еден друг момент, барем за мене, ми се чини дека и се сеќам дека пријател ми кажа баш периодот кога бев првите година дена заминат, ми кажа, знаеш, дека носталгијата трајало одредено време, например 9 месеци или година или нешто така, и искрено мислам дека баш тоа ми се случи кога стигнав таму, имав и за мене прв пат беше многу уникатно чувство. Застанев бев као ова е прв пат вака се чувствувам. Ова мора да е носталгија затоа што ова е ништо друго не било ни близко до ова. Да. И траеше некој период до ми се чини дека првата година отидов еден семестар, се вратив за зимски распуст, отидов уште еден семестар, се вратив едно лето овде и после тоа мислам дека вториот или веќе втора година беше, тогаш веќе кога отидов, да, првиот удар или пак се враќаш, оставаш луѓе, дека се навикнеш, да се привикнеш пак на тоа дека си таму. Мислам дека после тоа носталгијата полека исчезна. Некако отида во позадина, барам ако ништо друго, многу помалку интензивно беше отколку претходно, кога се чувствуваш кога се будиш и као прво нешто е тоа и си као пак со тебе, знаеш, као така да. Сакам, сега ме интересира поќе за делот од студирањето таму, пошто сигурно имало некои уникатни предмети, зашто ја разгледував кои предмети ги има еден што влога, као секој ден од Беркли го снима и имаше еден интересен предмет тренинг за слушање.
И дали го имаше тој предмет, пошто ми беше многу интересен, буквално кога му го тренираат слухот, имат диктат и диктатов е кога му пуштаат, не знам, музика и само треба да ги напише кои ноти. Имаше некои такви интересни предмети, сега за вас кога што учите музика можеби е нешто комон, ама за мене што не знам кога многу уникатно и нешто поинако од било кој друг факултет. Ајде ќе одговорам тоа и после ми текна на друг предмет вака што прво ми дојде кога ми го пусти прашањето. Да, се вика ear training или кај нас е solfege. Во принцип тоа е на факултет како функционира Беркли, имаш 2 години ги викаат music core classes. Тие се сите студенти мора да ги поминат. И тоа се solfege, аранжирање, инструмент часови, аранжирање итн. И имаш 4 години, 4 семестри или 2 години solfege. Почнуваш со solfege 1, што е само друската скала до ре ми фа сол ла си до. И идејата е да го развиеш слухот, да можеш да ги препознаваш интервалите, да можеш да ги препознаваш акордите, да можеш да некој да ти отсвири мелодија и ти да можеш да напишеш цела мелодија во петолинија, да. Нормално тоа е со повторување, значи испитот на тој предмет е ете сега имаме диктат и може да биде мелодија или само ритм, каде што ти ја свири на пијано професорот мелодијата и ти си као добро, ова беше добро, cool. И после тоа ќе повториш еднаш и ти ја читаш и гледаш дали си погодил, дали некаде треба да поправиш. Некогаш може да е само ритм и тогаш ти е малку полесно затоа што само си фокусира на времето повеќе од колку времето и како се менуваат интервалите. И тоа секој семестар станува малце по тешко би можело да се каже. Прво почна со друска скала, па после тоа молска скала е вториот семестар. Третиот е модуси, тоа е за тие што знаат музика ќе ме разберат. И третото е хроматски. Хроматски е на некој начин имаме нели 8 тона во скалата до ре ми фа сол ла си до, ама имаме измеѓу тонови, така кога повишуваме, кога снижуваме некој од нив, така наједноставно пробам да го објаснам. Хроматски е кај што вкупно се 8 во скалата, меѓутоа имаме 12 на располагање тонови и може секој од нив да биде. Значи малце по да можеш да препознаваш. Звучи интересно за некој што разбира музика, мислам, тоа мене ми е само интересно од помислата дека постои тоа, пошто кај нас факултетиве се не знам како онака стриктно теорија, ретко има вистинска пракса на некој факултет и затоа некои дури бейсик работи од други факултети за мене ми се вау. Да, мислам дека тоа беше можеби исто така еден шок за мене затоа што ворце многу си научен дека теорија да знаеш да запамтиш. И отидов на Беркли и знам деканот на факултетот во на добре дојде церемонијата. Добре дојдовте церемонијата. Ни раскажуваше дека многу често ќе се сеќаме како детето во Карате Кид филмот. Вика ќе ви кажуваме бриши на лево, бриши на десно, па напри вака, напри така. И во моменти ќе бидете добро кога ќе научиме карате веќе еднаш и ќе свати дека со сите тие потези на крајот од 4 години вие ќе бидете како што треба, ќе знаете карате во принцип. И се сеќавам дека тој говор после ми се наврати после 4 години бев вистина. Баш тоа си го помислив дека да, буквално се што ти кажале стварно е чекор по чекор си го научил тоа. Па на некој начин и можеби имаш уште многу работи што сакав да ги знам од музика, ама за некои аспекти се почувствував види стварно ме научија. Као сега ова можам да отидам во светот и да го работам, да се чувствувам доволно самоуверена затоа што покрај теоријата што главно беше насочено пракса, и преку праксата јас се чувствував дека доволно искуство имам веќе и сум направил некои почетнички грешки и слично за да можам после тоа да отидам во светот и да се чувствувам малце посигурно, за разлика од тоа можеби ако само било теорија и сега сум као добро 4 години имам учебници во глава и сега треба сето тоа да знам како да го применам, чека како да го распоредам за да уопште да почнам да го правам. Да. Така да мислам дека и можеби делот, не знам дали така го почнав одговорот, али мислам дека дел од културниот шок ми беше тоа. Мене многу ми беше страв
сум зборил и со моите момент кај што сум им кажал, ја се чувствувам дека многу помал се работам од орца, што е овде, дека правам нешто грешно, буквално до тој степен сум бил. Дека нешто е на крај кога почна, пошто после ова имаше пракса во продукциска куќа. Тоа веќе беше работа, да. Да, тоа беше работа. Да. И се чувствуваше дека ги применуваш сите работи кои што си ги научил од факултетот? Па да, дури имаше моменти кај што се чувствував дека дури премалку користам во смисла колку многу научив и сега користам само едно делче, кога ќе стигнам се да користам, дури некое нетрпение. Запозна некоја ултра позната личност што била на факултетот? На факултетот? Мислиш ултра позната личност што дошла на факултетот, била на факултетот? Што завршила на Беркли, да, или општо било која позната личност? Па еве ти интересна. Кога беше во Лос Анџелес? Еве ти уште на факултет кога бев, како дел од опциите на факултетот може да работиш и си земав како или part-time или половично работно време. Работев во се викаше Studio Operations канцеларијата, тоа е студенти заедно со секако супервизори што знаат малку повеќе или се вработени да работат таа работа на страна од студенти, помагаме на други студенти додека се во студија, затоа што како дел од мојот смер музичка продукција имавме студија, можеш да си изнемиш студија, ти треба студио време за да ги завршиш проектите. И во тоа време може да најдеш на проблеми, нешто да не ти работи во студиото и секогаш имаше студенти, а воедно и супервизори што може да ги повикаш да ти помогнат. Како асистенти кај нас. Да, и во принцип па што знам дали асистенти, зашто асистенти е буквално дел од предметот, ова е практичната работа од предметот што треба да работиш, да речеме, не знам, најголемиот дел беше troubleshooting. Значи како да види како на компјутерот ми свири, мислам ја имам оваа трака со бас гитара пример, и оваа треба сега да искочи овде на миксетата на овој канал и има нешто проблем, едноставно не ја слушам. Што да направам? И се сеќавам дека еден ден ми даде шефот испринтан лист од имейл и само пишуваше како треба да купиш ваков чај, мед, вакво кафе, да има леле заборам цевки за пиење, салфетки, не знам што и го гледам листот и викам добро кој доаѓа што да и тана и како што гледам викам чекај да имам и пошто цел испринтам викам ка дај да го прочитам цел имейл и пишува ка ова е за Селин. И викам, кој може да е Селин? И после тоа ми рекоа да потпишам оно што се вика NDA, тоа е како Non-Disclosure Agreement, значи да си кјутам дека уствари во студиото на смена која бев јас дое Селин Дион да снима во студиото. Така да ја виде? Не ја видов. Али знам дека и купив чај и украдов цевки од Starbucks зашто не може да најдам во супермаркет. На крај ми кажа, мислам украдов, отидов земав. Тоа и салфетки зашто мислам дека не може да најдам во маркетот туку близина. И се сикам шефот беше добро што направи. Кај си, барам цевки, извини. Некоја друга интересна случка, ми кажа дека ќе ми раскажеш некоја случка со другар која те прашав дали секој може да биде пејач. Да. Имав другар што дое да ме посети додека беше на Work and Travel и тогаш бев убеден, уживај кога дај пробај испеј ќе биде. И мислам дека на крајот од денот да технички може да го направиш, да ги има тоновите и слично, само се сеќам дека таму беше кај што не знам, одбрав мислам дека When I Was Your Man од Бруно Марс. Тоа е сериозна песна. Да, и проба да испеј, ја бев убеден ќе го ставам во програмот, ќе ги најдам нотите, и проблемот беше што може да го направам, јас сватив дека мој другар буквално од скроз погрешен интервал почна да пее и бев као ова е малце потешко да се среди. Ќе звучи како да е точна мелодијата, меѓутоа кога пробаш предрастично да штимаш вокал, почнува самата боја на гласот се менува на човекот и очигледно почнува да звучи роботски и неприродно и затоа би рекол дека мислам дека со вежбање би можел, меѓутоа дека
сите од старт може така, да. Може би малку потешко. Сакам да те прашам исто за периодот додека беше таму, дали те мачеше помислата дека мора да се вратиш назад, само пошто си добил стипендија од Министерството за образование, мора да се вратиш. Дали те мачеше помислата, морам да се вратам, дали имаше нешто што те држеше таму, што сакаше да останеш таму, доколку не мораш да се вратиш, дали би се вратил? Да. Па работата беше што мислам нека ти кажав она те удира се живо и диво, треба да мислиш наеднаш на се што можеби некои добри работи си ги имал овде, кај што се чувствувам нека подсвесно го туркав тоа се кон крајот. Во смисла ќе размислувам на ова кога ќе дое време, затоа што сега морам факултет, морам да се снајдам со живот, да изградам пријателства, да се уходам чисто да можам да живеам на што и да значи тоа нормален начин, и секој си има свој нормален начин на живење. Така да имаш шанса сега да се вратиш пак, би се вратил? Да, тоа е многу интересно. Многу пати ми имаат прашано дали си сплатеше, што отиде и слично. Најчесто тоа е ставот, пошто некој кој иде и учи устранство, очекува да остане устранство. Кој се враќа овде, некако пак треба да се прилагоди на некои стандарди овде, зашто ти си учил по еден терк таму, и ако дојдеш и не агресивно, ама да сакаш да го наметнеш твоето знаење, доколку имаш работа со некој што не е толку многу образован, може да го гледа и као его, и као сега ти се занесуваш, си учел у Америка, ни кажуваш нешто овде. Зависи кој како го прифаќа, како беше кај тебе. Да, мислам дека тоа со его, мислам начинот некој што се поставуваш. Мислам дека сега сум во позиција кај што размислувам, можеби тогаш беше многу по-стрикно и се чувствував дека сега отида, сега мора да останеш. А сега сум малце можеби позрел и размислувам дека се е флексибилно, дека и можеби утре би можел да одам пак. Значи дека тоа е еднаш за секогаш одлучено и дека сега мора вака и така. Јас почнав поразлично да го гледам тоа, така да како беше прашањето, прости ми. Го одговорив? Да. Сакав да те прашам дека дури у случај да останеш таму, каква е као подлогата од перспектива на уметник? Која е можноста за слободно изразување? Пошто таму продуцентите знаат доста да им сугерираат и да им се мешаат на артистите, во смисла и продуцентите и менаџерите, кој некој те зема и доколку сака да те направи као артист, сега прво, пошто ти и твориш своја музика, ама и си продуцент. Што ти е прво тоа као прашање, што ти е поддраго, као би сакал да го работиш делот на продукција, друг да биде изведувач, или сакаш ти да бидеш изведувач, или двете комбинирано, не знам. Да, мислам дека сега во моментов сакам да се фокусирам повеќе јас да бидам уметник и да создавам моја музика. Значи вака као најверојатно можеби има перцепција тоа дека продуцентите и менаџерите и оние што ги викаат A&Rs, артистен репертоар, луѓе што работат во продуцентски куќи, што може да се каже на некој начин вршат притисок врз артистите, мора вака, мора онака. Мислам дека мора да се разбере дека кој улогата на продуцент секогаш била барем во поново време треба да биде, според мене, а ми се чини дека главниот консенсус е дека продуцентот помага на уметникот да ја реализира нивната визија. Да, и со нивната намера. И според мене тоа е работата на продуцентот. Сега нормално имаме капиталистичко општество каде што треба да се направат пари, треба ова и треба она. И мислам дека секако во секоја струка секаде можеш да најдеш на некој што притиска и сака понивно да биде. Меѓутоа мислам дека најубавите резултати и што носат најубав плод на страна само финансиски, туку и она да се чувствуваш исполнето, кога го правиш нештото. Да, позитивниот импакт што може да го има тоа на луѓето што ќе конзумираат таа музика е доколку некако ако веќе уметникот има замисла да се истара таа замисла, и нормално доколку продуцентот има чувство, како што јас се чувствувам нека и покрај тоа што ми е убаво да помагам на луѓе да си ја реализираат нивната визија,
чувствувам дека јас имам нешто да дадам и да кажам, направи твој проект, направи нешто твое. Кој свати дека више не треба да сум бенд, сакам ја да се фокусирам на себе и кој беше тој клик момент кој што свати дека ти треба време за себе и за работите кои што само ти ги сакаш? Да, мислам дека тоа е некоја мојот психолог ми кажа дека желбите доаѓаат од душата и дека е малце тешко е да ги може би може да ги потиснеш, ама некако во некој момент ќе излезат. И морам да кажам, јас од 12 години почнав да свирам гитара, сум сакал да имам бенд, сум сакал да создавам моја музика, затоа што сум имал некаква идеја за тоа како јас сакам да биде нештото, можеби. Или пак да дадам нешто свое во светот на музиката, да речеме. Макар и тоа да е само јас или да биде со група на луѓе. И мислам дека после тоа од таа желба произлезе продукција, затоа што бев као можеби јас ќе можам да правам моја музика, да можам да го правам тоа од почеток до крај. Така се роди желбата за продукција и понатаму се друго. Така да би рекол дека секогаш било таа желба дека јас сакам да правам музика, едноставно животот се случува, јас сум требал да пораснам, да сватам работи, да можеби за прв пат она што кажуваат bet on yourself, да си кажам, знаеш, као помогнав на многу луѓе, можеби е време за мене, да. И можеби едноставно требало толку време колку што требало за сега да бидам. Јас знаеш како го гледам и као коуч на некој тим, например еве на фудбал. Иде некој и едноставно работи со тимот, стига до некое првенство, гледа какви резултати постигнал тимот и после тоа мора да преиде во друг тим, пошто толку направил се што можел за тој тим. Истото нас ова ни го има кажано професор на факултет дека уствари лојалноста на една фирма е додека ти можеш да допринесеш во фирмата, кога више ти ќе се гледаш како да ти станува како дома сум, идам на работа, ама ми е како дома, значи дека немаш никаков челендж сам за себе. Едноставно немаш више што да направиш, си стигнал, иди и почни негде буквално од нула. Се нема да биде од нула, ама пак ќе биде оди напредувај цело време. Имаше во просек дека во една фирма повише од 10 години почнеш да стагнираш. Стварно, ти станува како комфорт зона и више не даваш нешто. Да, тоа е интересно, прв пат го слушам и да, интересно е. Зашто многу интересно, многу често можеби се чувствуваме дека сме можеби ние проблемот зашто се чувствуваме некако, а всушност е дека можеби време јас да дадам на друго место нека. Така да тоа е убаво гледање. Да. И сега работиш уште со некои артисти како продуцент или си фокусиран само скроз на себе? Во моментов работам како продуцент, главно работам за луѓе од надвор. Тоа ми е еден начин на кој што си издржувам, не еден начин, тоа е начинот на кој што си издржувам, додека нормално со неколку пријатели правевме муабет, они си се во нивната сфера или во нивната индустрија си работат во фирми и стартапи и баш можам баш го спомнав тоа дека и да си уметник и да правиш твој проект е еден вид на стартап. За жал има помалце venture capital, не знам како е на нашки, зашто тоа там обично од продуцентската куќа доаѓа нели тој влог во проектот за проектот да стане нешто и да видиме дали ќе успее или не. Ама на некој начин како уметник си стартап, така да за тоа сега да профункционира се уште си продуцирам за други луѓе. Имаш некои строги принципи, пошто имаш студио. И секој си има свој, не знам како студијата, барем до тие што сум била, си имало како куќен ред. Ова сме, ова не сме, си имаш си некој куќен ред на студиото што сме, што не сме, пошто што не си пушач, сигурно не сме да се пуши студио. Никако, тоа никако. Без кондори, значи може да си донесеш папучи, топлинки, што и да, патики чисти, ама... Значи да не е валкано до кондурата или само да не е валкано?
не знам дали ти го разбирам прашањето, во принцип е да, као да си дома, дека влегуваш дома, треба да е удобно и треба да е чисто. Добро. Тоа е. Доста уреден сум, така да треба да е подредено како што треба. Баш сега пред некој ден чистов и сега ми е, доаѓам во студија како, знаеш, така да. Преска спомна за кој што ти е целта кога твориш музика и сакам да го разговараме тоа прашање кога правиш песна. Сакаш да си ги изразиш своите чувства, да се пронајде некој или да не знам да споделиш некакви вредности, да има некаков импакт на општеството тоа што го правиш. Да. За ова ќе се поистоветувам со Рик Рубин, доста успешен продуцент и многу сум се пронашол во многу од неговите размислувања и посебно книгата The Creative Act, A Way of Being. И едно нешто што кажува е публиката е на последно место. Во смисла и тоа и од моје искуство сум пробувал да направам музика сега за некој да му се допадне. Проблемот со тоа е што правиш нешто што не го чувствуваш. Тоа е едно, да, тоа е едно, а другото е не си сигурен дали тој некој ќе го прифати тоа. Па кај нас стана многу клише сега, сите знаат, сите го зборат тоа што продава. И се баш пошто нешто продава, излагаат артисти што се многу слични еден на друг и више се изгуби. Ја пратам било кој да извади песна, кога дали е добра, дали е лоша, дали е демо, јас сакам да го слушнам, кога без разлика на жанрот, сакам да го слушнам и се поише личат едни на други и се губи тоа. И дури да има некој млад, нов што е талентиран, не може да се доистакне, пошто сигурно кога скролаш на YouTube и си кога лее што некој нов, кога рапер или не знам. Да се доискажам со мислам тоа што сакам да го кажам е дека некако сега сум во момент каде што кога правам нешто мора мене да ми е убаво, да сум задоволен од тоа, затоа што така ми се гарантира дека еден човек на планетава јас резонира со ова што излегува од звучниците. Што значи ако има еден, најверојатно би имало и повеќе. Отколку ако ни јас не сум тој што резонира со ова што го правам, тогаш од кај ќе знам дали некој друг. Да, и на крајот од денот, посебно ако е твоја музика, многу е лошо да направиш нешто со кое што ти не резонираш и после тоа па мислам дека е уште полош да најдеш на луѓе што резонираат со тоа. Некој друг, дека баш тоа е добро ако ти го сакаш. Да, и тоа зрачи, мислам дека зрачи кога ќе направиш нешто од кое што си задоволен, некако друга ти енергијата и односот кон другите луѓе, за разлика од тоа дека некаде длабоко подсвесно осеќаш дека ова не сум јас и се чувствуваш дека треба да лажеш и да изгледаш на некаков начин поразлично од тоа кој што си. И тоа едноставно како луѓе го осеќаме. И тоа е нешто исто така друг продуцент што имам чуено во смисла и мислам дека ова е повеќе од еден продуцент, но и музичари во глобала имаат кажам дека публиката не е глупа. Ќе чуе, ќе осети дека нештото не е како што треба. Да, така да мислам дека заради тоа битно е можеби публиката да е на последно место, затоа што прво знаеш дека има еден човек што вистински му е битно. Нормално тука доаѓа и твоето гледиште, твојата визија како гледаш на работите и мислам дека воедно и дел од прашањето што беше, мислам дека како уметници имаме одговорност и треба да припазуваме што се пласира. Па да, можеби да, мислам или можеби какви вредности пласираш со музика? Да. Пошто не само тоа што го збориш, пошто е века уметничка слобода, ти можеш да збориш се буквално и да има некоја иронија или некоја позадина, нешто што нема да биде онака од збор до збор кажано, ама што сакаш да постигнеш кога го твориш нешто, кога пред се твоите вредности, ако ти правиш нешто буквално само за да биде продадено, тога значи не го ставаш срцето во проектот. На некој начин, да. И нормално и тоа е всушност моментот, нели, намерата, така, затоа што намерата можеби ти е и јас сакам да направам пари. И во ред е тоа, така? Меѓутоа исто така треба да се земе дека се што правиме мора да ја земеме одговорноста што доаѓа со тоа. Сега, јас направив пари, ама од другата страна
дадов можеби лош пример за младите. И сега на краткорочен рок ти си во добивка зашто си направил парите и е супер, меѓутоа нашата култура, следните генерации се загрозени на сметка на тоа. Да, кај нас мислам дека културата многу се занемари. Имаш некогаш ти е криво што на пример сега таква ни е, го зборевме дека таква ни е таргет групата кај нас и такви ни се младите, пошто ова не е проблем од сега, ова е проблем со години, што се провлекува и поради лошото образование и поради лошата култура, баш како концепт. Многу малце внимание се дава на таа алтернативна музика. Таа алтернативна музика пред се и не е за сечиво уши, едноставно треба да ја разбере баш тој кој што треба да ја разбере. Ама дали некад би сакал да има повеќе внимание како сите тие што никогаш не слушнале песна, да имаат опција да слушнат, буквално да ги подучиш тие што едноставно имаат одбивност или не ја разбираат таа музика, дали си го имал тоа чувство? Мислам дека барам со мене сега како што размислам за одговорот да, тешко прашање. Ми избега одговорот малку. Премногу го обмислив и сега ми избега. Меѓутоа, едно нешто што ми дојде е дека на некој начин сме го учеле, сме го чуле ова, дека културата е израз на нашето општество и на времето во кое што живееме, едно. Друго, најмалку дека сакам јас да ги подучувам, заради тоа што можеби тогаш веќе звучи арогантно и претенциозно дека чекајте, јас сега ќе ви кажам како треба. Најмалку тоа, мислам дека едноставно се надевам дека со тоа што го правам, можеби јас сум промената или разликата во сето ова и се надевам дека можеби сега во овој момент улогата е само да оставиш нешто што те го инспирира следниот што ќе направи вистинската промена или како и да е. Што те инспирира највише кога пишуваш? Мислам дека доаѓа од себе и од лекциите и од искуствата. Ама цело време како лично искуство, никогаш не би напишал нешто што не го живееш и не го чувствуваш. Мислам дека има убави на тоа да можеби раскажеш нечива приказна исто така. Да. И мислам дека секогаш на некој начин гравитираме кон тие приказни или што и да е, базари тоа што има нешто подсвесно во нас што се поврзува со тоа, што значи дека ја знам дека и Били Ајлиш зборуваше за песната што ја пишуваше за Барби. И приказната е дека тој ден дошле 6 сати работели, а апсолутно што и да провале крш. Едноставно да, не. Да, доста. И зашто работат со брати е нејзиниот продуцент. Брати рекол, а што ако за последно нешто пробаме да напишеме песнава за Барби? И Билин, препоставам, било ајде, најверојатно ништо од овама, ајде да пробаме, да. И излегува песната. И на Били е лесно зашто вика, па ова е за Барби, нема веза со мене. Моментот дека едноставно кога се отргнуваш од одговорност, ова не сум ја, ова е само нешто што сум го правил. Да. Интересното е што после некој ден Били ја слуша песна и вика да, ова ја го напишав. Да, баш тоа е реакција, така кој ова што пее за мене, така да. Мислам дека како и да го превртиш нештото, најверојатно пак мора да има нешто што комуницира со тебе, инако зашто е еден вид на истражување на самиот себе. Има делче од мене што треба да го откриам денес со песнава или што и да е. Имам уште едно прашање и може да завршуваме. Мислам да ставиме крај. Ова е дискусија што сум ја водела често со моите другари од глума. Дали некојаш си имал муза и дали веруваш во музи, односно мислам сега ќе ти го кажам мојот став, зашто за мене било само преголема идолизација на личност која што не ја знаеш. Значи ако музата те не знам, пошто и поети и писатели,
успевале да се заљубат во некоја што ја гледаат, не знам, ја гледа прв пат на плажа, она е прекрасна, преубава и они смислува карактери, она станува за некој љубовта на неговиот живот, иако не правеле ништо, едноставно не може да се заљуби. Тоа е било само во мојата глава, е само идолизација на персона што уопште не ја знаеш. Дали некојаш ти се десило такво нешто да идолизираш некој до тој левел или да познаваш лично што едноставно те инспирира да твориш и да пишуваш? Најверојатно има повеќе луѓе во животот што ме инспирирале, дека има еднак што сум кој леле, ова е тоа и сега секоја песна ќе биде за таа личност. Со многу. Мислам исто така има една од првите книги затоа што мислам дека има и за секојаш ќе ме интересира креативниот процес и најверојатно секогаш ќе бараме начин да го објасниме и секогаш ќе бидеме волку блиско, ама секогаш за малку ќе ни бега. И една од книгите што ги читав за да видам како размислуваат другите луѓе и слично, беше се вика The War of Art, што е као игра на зборови од друга книга што е The Art of War, нели, као уметноста на војната и војната во уметноста, ќе му да нешто така, кај што зборува дека имаме некој отпор, треба сега да седнам да правам музика и као ќе најдеш 1.200.000 различни причини зашто е нешто друго битно од кога да седнам. Да, тоа е исто со не знам со презентација. Ја го имам тоа многу тешко, кој треба нешто да направам, имам многу долг процес кој може и недела, две да трае, на убедување и сега треба да седнеш да го правиш, а некојаш само кликнува одеднаш и тоа е тоа. И моментот што он го објаснува и можеби е тоа таа борба со себе и слично, тој отпор кој ќе го победиш и да речеме дека ќе решиш што и да е, секој сабајле јас станувам и во 9 саат сабајле јас ќе почнам да пишувам и ќе пишувам 1 саат. И баш зборуваше дека за чудо после некое време музата ќе ти се појавува во 9 саат сабајле кога ќе седнеш да пишеш. Така да Па ја верувам во случајности, после многу случајности во животов и работи кои што не би можела да си ги објаснам луѓе што само така се појавиле. Ќе се поистоветам пак со Рик Рубин, кој што често кажа we know next to nothing, што знаеме скоро ништо, така да Ба тоа е забавното, мислам да знам како ќе ми заврши животот, може и нема да. Кој е поентата, нели да скрос. Супер, најклише прашањето за крај, кој ти е планот за 5 години од сега? Зашто ми го правиш ова? Не, еве, добро, кој ти е планот за, не знам, година ден од сега, на што работиш, што да очекуваат од тебе у блиска иднина? Да, нешто што знам дека сакам тоа е да правам музика. Ќе продолжам да правам моја музика со тоа што се надевам ќе има некој одредено темпо каде што ќе покрај тоа што ќе правам музика и ќе објавувам таа музика. И тоа е тоа. Сега буквално тоа е. Толку откриваш? Да. Добро. Може би толку знам за себе или може би со некоја сигурност можам тоа да го кажам. Да. Добро, мило ми беше што беше со нас во студиото. И мене исто. Сакам да посочам дека сте многу добра екипа и многу добра енергија имате. И вчера беше многу убав ден, стварно се сетив као наше мало епизода, многу беше онака холсом. И се надевам дека ќе бидеш многу успешен, ќе се дружиме и ќе бидеме тука за понатаму. И со да ти го посакувам и тебе. Мило ми е, тоа беше се од оваа епизода, се гледаме во следната.